Добар ден, почитувани ученици. Јас сум Зорица Младеновска, наставник во Основното училиште Димитар Македонски во Скопје. На овој час ќе се запознаеме со наставната единица мерење на должина за пето оделение. Како што можете да забележите, на оваа слика ни се дадени 1 метро, кое што најчесто го користат работниците, уште 1 метро, кое што е различно од првото, ова метро го користат кројачите, и 1 линијар, кој што најчесто го користиме во училиште. Целите на часот се следните. Што всушност представуваат единиците мерки за должина? Да ги запознаете единиците мерки за должина, да знаете да ги претварате мерките за должина. Кога сакаме да измериме нешто колку е високо или пак долго, да видиме колку е високо нашето другарче или пак да измериме колку е долг патот до нашето омилено место за одмор, користиме единици мерки за должина. Мерките за должина се милиметар, центиметар, дециметар, метар и километар. На овој линијар тука ни се дадени дел од мерките за должина. Како најмала мерна единица за должина, представена од бројот 0 до оваа мала цртичка тука, е 1 милиметар. Од бројот 0 до бројот 1, овој простор тука ни означува 1 центиметар. Додека пак, од бројот 0 до бројот 10 ни означува 1 дециметар. Што можеме да заклучиме тука, драги ученици? Така е, одлично, дека милиметарот е најмалата мерна единица за должина. Потоа е центиметар, па дециметар. Во 1 центиметар имаме 10 милиметри. Во 10 центиметри имаме 1 дециметар. Во 1 метар имаме 100 центиметри. Во 1 метар имаме и 10 дециметри. Во 1 метар имаме 1000 милиметри. А во 1 километар имаме 1000 метри. Ајде сега да го видиме овој пример тука со ноктот кој што има ширина од околу 1 центиметар. Поголема мерна единица од овие кои што ги споменавме претходно е метар. Должината на клупата, каде што пишуваме, е околу 1 метар. Со помош на метри можеме да ја измериме должината на училиштето. Поголема мерна единица од метарот е километар. Ако треба да стигнеме до некое оддалечено место, тогаш должината ја мериме со километри. Во 1 километар имаме 1000 метри. Што научив од овој час? Дека за да можам да измерам нешто колку е високо или пак долго, тоа ќе го направам со помош на мерките за должина. А тоа се милиметар, центиметар, дециметар, метар и километар. Научив и да ги претварам мерките за должина. За домашна задача, драги ученици, имате да ја измерите должината најпрво во центиметри и истата да ја претворите во милиметри на секој предмет од училишниот прибор и да ја запишете во вашите тетрадки по математика. И гумата, и моливот, и острилката, и боичките, и сите овие предмети кои што ги гледате. Ви посакувам лесна и успешна работа и ви благодарам за вниманието.